Оно што мене лично ме загрижува е што веќе 5-та година поред со висок процент на 32% или 98 деца талкаат во нерасчистени меѓубрачни односи, нефункционални родителски одговорности, непостапување по основ на Центарот за социјална работа или Центарот за социјална работа со многу високи ингеренции не може да го оствари правото на видување на детето со вториот родител и имаме системско отуѓување на детето од родителот, односно некогаш и самиот родител не може да свати дека има одговорност кога намерно го отуѓува детето од вториот родител, а за време на пандемијата пак се користи можноста главниот старател да му попречи право на видување на вториот родител со неговото дете. И она што загрижува во овој период, првпат ни се јавува да имаме 8 деца кои се грабнати од страна на еден родител, доброволно или не. Како истражувачи, како психолози, нас секако не загрижувачки овој процент кој што одговориле не, дека не би го охрабриле детето, кој што е исто незанемарлив, тоа не може да биде незанемарлив, тоа е 10% од родителите кои рекле дека не би го охрабриле своето дете. И оние речиси 29% кои што не знаат и не се сигурни дали би го охрабриле своето дете да се јави на СОС телефонот доколку има потреба. Во однос на причините, ја не би должела, иако навистина беа многу интересни да се слушнат, и ова мислам дека особено ќе му биде корисно на тимот на Медјаши кој што работи на промоција и развивање на ова СОС линија за деца и млади. Причините особено се важни, оние зашто не би го охрабриле, мислам дека тие се особено важни за нив. Еве можете да видите дека одговори од типот нема да му користи на детето, дека нема детето никаква потреба од тоа, дека они како родители може да му помогнат за се што треба,